Може да започнеме, се надевам. Здраво на сите. Јас сум Крсто, генерален менаџер на Институтот за дизајн и технологија. Пред се сакам да ви се заблагодарам на сите што одвоивте време да чуете повеќе за нас и да го запознаете нашиот ментор и соработник, дизајнер, продукт дизајнер Апостол Кноковски. Знам и верувам дека во иднина многу ќе слушате за Апостол. Да се заблагодарам на Глобалната недела за предприемништво што ни даде можност да бидеме и ние дел од овој настан. Ќе започнеме прво со Апостол, ќе ни ја представи темата дизајн продукт интернационален бренд, а потоа ќе зборуваме и накратко за институтот и кои се можностите за соработка со нас. Викам Симона, накратко да не поздрави од името на организаторите. Благодарам многу, Крсто, почитувани присутни. Моето име е Симона Чеминска, координаторот на Глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Ми представува особено чисто задоволство да ве поздравам сите кои што одлучивте да го посветите вашето време на еден од настаните на Глобалната недела, особено на настанот од Институтот за дизајн и технологии, и да објаснам што е Глобалната недела накратко. Станува збор за иницијатива што се спроведува во 180 држави во светот во исто време, каде што во рамки на една недела околу 20.000 партнери организираат над 40.000 активности што обединуваат над 10 милиони публика на теми од областа на предприемништвото, кои што варираат од предприемачко образование, социјално предприемништво, инклузивност, креирање на политики, па се до вакви интересни креативни теми како што е денешната. Веруваме со Стартап Македонија, кои што се домаќини на оваа иницијатива од 2018 година наваму, дека учеството во ваков вид на иницијативи помага на екосистемот да се градат контакти, да се разменуваат искуства и пред се да се помага на предприемачите да започнат бизниси, да ги водат истите. Па така, без да должам многу, би сакала уште еднаш да се заблагодарам на Џулев институтот за учеството и да ве повикам да го проследите овој настан, како и останатите настани кои што ги имаме подготвено за вас во рамки на агендата од 48 настани за оваа недела. Ви благодарам многу и посакувам успешен настан. Здраво на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за интересот за овој настан. Јас сум Апостол, се занимавам со продукт дизајн и ова го работам веќе повеќе од 15 години. Најпрво сакам да започнам така како што ги започнам мојата серија на предавања на Академијата за дизајн и школата за дизајн и уметност Џулев и уметностите, а тоа е да ви објаснам накратко основната разлика меѓу индустријски дизајн и продукт дизајн. Генерално, кога збориме за овие две професии, многу се слични една со друга. Разликата е во самиот пристап на дизајнирањето на производите и накратко ви кажал дека индустријски дизајн претежно се работи во големи компании и работат големи тимови на индустријски дизајнери. Наспроти ова и се фокусираат на решавање на проблемите и потребите на корисниците. Наспроти ова, кога збориме за продукт дизајн, има една дополнителна додадена вредност кај продукт дизајнот, а тоа е повеќе уметничкиот пристап во самиот дизајн. И секогаш кога се работи за продукт дизајн, продукт дизајнерот стои со сопствен потпис за продуктот кој што е дизајниран.
Тоа најдобро можам да ви го покажам со сликовите, нели? За овој пример, од левата страна може да видите типичен продукт изработен од тим на индустријски дизајнери. Нели тука ги сработи за цедалка на Philips. Тука они ги решаваат сите проблеми со кои што би се соочиле, нели, при самото цедење на лимони, или потполна електрична направа, има решетка која што ги собира сенките, нели сад каде што се цеди самиот сок од лимон, за разлика од овој продукт. Од десната страна можеме да видиме типичен продукт на продукт дизајнер, односно се работи за една цедалка во вид на скулптура, овдека не е фокусот ставен на некакви функционалности на самиот продукт, туку повеќе нели се истакнува таа уметничка вредност, односно дизајнерска вредност на самиот продукт. Тоа е генерално нели разликата помеѓу овие две професии. Најпрво ќе започнам со периодот на моето образование. Најпрво да ви кажам дека ќе биде вистинска лага да ви кажам дека од секогаш сум знаел дека ќе се занимавам со продукт дизајн. Тоа не е вистина, затоа што јас би го споредил тоа со, например, не може некој да ви каже дека јас од секогаш сум знаел дека ќе се занимавам со нуклеарна физика. Се работи за специфична професија и со тек на времето нели сум го нашол патот до оваа професија. Значи на почетокот интересот нели како дете се појавил кон цртање, сликање, понатаму еволуирал малку кон графички дизајн, за на крајот нели да откриам дека најмногу ми лежи, најголем талент имам во областа на дизајнирање на производ. Сега морам да признаам дека потекнувам од семејство кое што 4 генерации пред мене се занимава со трговија и имав многу голем отпорство од страна на моето семејство да се занимавам воопшто со нешто друго, освен бизнис, економија, трговија или слично. Значи не доаѓаше во предвид да се занимавам со уметност или со дизајн. И токму за тоа поради притисокот на моето семејство, најпрво имам завршено средно економско училиште, потоа се запишав на економски факултет. И во овој период кога студирав на економскиот факултет, веќе созреав како личност, нели? И сватив дека тоа не е тоа што сакам навистина да го правам во мојот живот. И се појави некаков отпор од моја страна кон самата професија, односно отпор спрема економија како наука, и додека студирав на економски факултет, цело време барав да се занимавам со нешто друго, освен да седнам и да учам, затоа што тотално не ме интересираше тоа. И значи во овој период додека студирав работев многу професии, значи имам делено флаери, работено на промоции, потоа работено во маркетинг агенции како графички дизајнер, се до 2006 година, кога не дознав дека во Македонија за прв пат се отвара факултет за арт и дизајн на Европски универзитет. И нели што имав тргната некои финансиски средства од моето претходно работење, се одлучив да инвестирам и да вложам во моето образование баш како дизајнер во областа во која што ја сакам. И така се запишав на факултетот за арт и дизајн.
Во овој период, значи, од кога се запишав, имаше повторно некои расправи во моето семејство. Например, татко ми беше убеден дека не е проблемот во професијата која што имам одбрано, односно факултетот кој што го имам одбрано, туку дека проблемот е во мене и дека исто како економскиот факултет ја нема да бидам добар студент, не сум ни сигурен, ми велеше дали воопшто ќе завршиш. И малце ме фати инат од ваквиот став на татко ми и факултетот успеав да го завршам како најдобар студент во генерација, значи со просек 10.00 завршено. И значи паралелно додека студирав, значи пред да се запишам на факултетот за арт и дизајн, додека бев на економски факултет, тука негде се појави тој период каде што се зголеми мојот интерес кон љубов кон продукт дизајн и на почетокот, значи, мојот фокус беше повеќе кон иновација отколку кон дизајн. И нели со овие иновативни продукти што имам работено на почетокот, аплицирав на голем број на превари. На дел од овие на превари имам и победувано. Значи, повторно ќе кажам, тоа е период од 2004 до 2006 година негде. И генерално моите очекувања од овие надпревари беа дека можеби некој ќе го препознае мојот талент и дека на тој начин ќе успеам да дојдам до образование во сферата во која што ја сакам. Значи да студирам дизајн и економија. И од друга страна имав и очекувања дека можеби некој ќе препознае нешто добро во моите продукти, ќе се одлучи да го произведе и нели на тој начин ќе ја лансирам мојата кариера како дизајн. Кулминација на овие нели надпревари со кои што учествував беше надпреварот на Microsoft во 2006 година. Се работеше за надпревар на нова генерација на компјутери. Значи, концептот со кој што учествував се нарекуваше EVOL и се работи за еден компактен компјутер во вид на топка, кој што сите елементи се вклопени во самиот концепт. Сега можеби од оваа гледна точка од 2021 година ќе делува ова малце чудно, нели? Меѓутоа во 2006 година ова беше како вистинско технолошко чудо нели во тоа време. Интересно за овој продукт е што до ден денеска е многу популарен во Индија и Пакистан. Не знам која е причината за тоа. И до ден денеска добивам мејлови од студенти од Индија и Пакистан и до сега се направени безброј семинарски дипломски трудови базирани на овој концепт. Сега кога ги гледаме концептиве на почетокот што ги имам правено, значи овде се гледаат нели како да кажам почист груп талент што сум ги имал како продукт дизајнер и нели степенот на имагинација е многу поголем во тој период за разлика од денес. Она што го научив со овој мој концепт на преварот на Microsoft е ја осетив моќта на публицитетот. Значи, бидејќи се работеше за компанија како што е Microsoft,
и овој продукт влезе во финале, во финална селекција, беше објавуван по многу портали за дизајн технологија. Некаде во овој период, значи, како што кажав, започнав со моите студии и веќе почнав да разбирам, да зреам како дизајнер низ студиите и ја, значи, се одлучив да се преориентирам, односно да го оставам концептот на учество на превари и да се ориентирам кон креирање на свој специфичен стил и да се фокусот повеќе да го ставам на дизајнот, отколку на самата иновација во продуктите. Интересно за мене е да кажам дека како дизајнер имам посебен талент, значи да развивам приказна околу самиот дизајн, односно да додавам наративна приказна во самиот дизајн. Секогаш одбирам една инспирација и го градам целиот дизајн околу таа инспирација и секогаш во моите дизајни има зашто нешто е направено во една насока или друга, односно има објаснување за се во дизајнот. Најдобро за тоа е да ви го прикажам овој мој концепт за автомобил. Се работеше за надпревар на локален надпревар на Мерцедес, организиран тука кај нас, каде што требаше да се дизајнира некаков концепт на автомобил и бидејќи што работеше за локален надпревар, се одлучив како инспирација да искористам нешто што е од нашево поднебје и се одлучив да креирам автомобил кој што е базиран на охридска пастрнка. Од левата страна може да го видите целиот тој процес како сум успел да морфирам формата или од риба да дојдам до автомобил. За жал, овој концепт не победи на надпреварот, меѓутоа горд сум да кажам дека се најде на страниците на познатиот магазин National Geographic. Понатаму, значи, после периодот на надпревари, како што кажав, следеше еден продуктивен период, каде што работев на мојот стил и работев на креирање на мој голем број од моите продукти. И во овој период, како што кажав, бидејќи ја научив моќта на публицитетот, почнав да ги пласирам овие мои концепти по портали за дизајн. Значи, сите овие продукти биле објавени, не само овие, туку и многу останати. И значи, пикот на целиот овој период, кога пласира вакви концепти по дизајн портали, беше со мојот концепт за пијаното Хидра. Значи, ова е пијано инспирирано од еден сценски настап на Лејди Гага. Значи, се одлучив да креирам пијано кое што совршено би се вклопило во една модерна музичка сцена и кај поготово кај некои откачени музички звезди како што е Лејди Гага. Морам да признам дека ова е до сега мојот најпопуларен продукт што го имам изработен. Значи, откако почнав со пласирање на моите продукти по портали, дојде друг степен на публицитет, односно моите продукти се најдоа во голем број на светски познати списанија, едиции на книги посветени на дизајн и така натаму.
Исто така се случи голем број од познати личности да ги споделат моите дизајни. Меѓу нив како најзвучни имења би изброил Алиша Кис, која што го објави Хидра пијаното на Инстаграм, и познатиот актер Роберт Дувал, кој што исто така го објави Хидра пијаното на неговиот профил на Pinterest. Интересна ситуација ми се случи во 2018 година, каде што бев ставен на еден вебсайт по листа на највлијателни продукт дизајнери на модерното време. И особена чест ми беше, и многу се гордеам со што имав можност да бидам ставен на една ваква листа заедно со едни од најголемите имиња кои што се занимаваат со продукт дизајн, како што се, пример, Джонатан Айв од Apple и Филип Старк тука. Значи, како растеше публицитетот на моите продукти, како стекна некаква популарност, така се појави одредена побарувачка. Значи, голем број компании имаат контактирано во врска со продажба на моите производи, исто така и обични лица ме контактираат цело време со цел да дознаат информација повеќе каде би можеле да ги најдат и да ги купат моите производи. Се нема да ви извадам листа со сите контакти што сум ги добил од сите овие компании и лица, меѓутоа издвојам дел од некои поинтересни можности за соработка што ми се појавиле. Тука ќе издвојам Марла Уейнхоф, таа работи како арт директор за Леди Гага. Со неја имав многу интересна комуникација во врска со моето Хидра пијано. Беа запознаени со концептот, меѓутоа на крај беше заклучокот дека поради брзиот ритам на постојани настапи и случувања, она екстремно позната светска звезда, им требаше продукт кој што е готов и каде што они би знаеле дека постои и дека ќе можат некаде да го употребат на некоја прилика. И на крај завршивме со заклучок дека треба да информирам во моментот кога ќе го имам готово пијаното, за да знаат они дека го имаат на располагање за одредена прилика. Потоа се ми сконтактира од Rolling Stone магазинот. Они работеа на еден проект што се нарекуваше Rolling Stone House of Rock. Се работеше за луксузна куќа, која што е комплетно опремена со студио и со инструменти, во која што куќа би требало да престојуваат познати музички звезди и да работат на своите музички материјали. А паралелно со тоа, Rolling Stone ги стрекал екипа своја таму и ќе работат на едиторијали за креативниот процес на овие музички звезди. Да скратам генерално во врска со овој проект, идејата мина беше Хидра пијаното да се најде во таа куќа, меѓутоа за жал ништо не се случи таа соработка, затоа што им требаше готов да биде исто така продуктот. Потоа ми сконтактира Джудит Хил, таа е позната пејачка од Америка, добитник на Оскар за документарен филм.
Она е позната по тоа што има дует со Майкл Джексон и со Принц. И периодот кога ми сконтактира, некаде мислам дека беше 2015 година, она работеше на нејзиниот последен албум и кој што беше продуциран од Принц. И она генерално ме бараше за да употреби едно од моите пијано во фотосесија која што би се искористила за промоција на нејзиниот албум. Потоа ми сконтактира од менаџментот на Кручелос. Он има некаква соработка со познатата пијанистка Лола Станова. Генерално ми требаше едно од моите пијана за снимање на спот за нивната соработка со оваа пијанистка. Потоа ми сконтактира од La Pyramid се вика, ова е еден од 10 најдобри ресторани во свет, се наоѓа во Франција. И они сакаат да имплементираат едно од моите пијана во самиот ресторан. И за крај ќе споменам еден од 5 најдобри готвачи во свет, Томас Келер, значи он е од Америка и он е собственик на ланец ресторани кои што се нарекуваат Такрум. Генерално контактот со него беше во врска со мојата портабл тегла. Они бара некаква специфична дизајнерска тегла што супер би се вклопила во рестораните за да може да ги теглаат чаршафите во ресторанот, бидејќи тоа се одбива пред гости, на самите маски теглаат чаршафите. Од таа причина им требаше мојата дизајнерска тегла. Значи, покрај овие потенцијални соработки што ги имам до сега, имав еден период каде што влегов во комуникација со некои домашни компании, меѓутоа од искуство ќе ви кажам дека практично сватив дека соработка со македонска компанија која што се занимава со производство на некаков продукт е практично невозможно, бидејќи они не ја гледаат потребата од соработка со дизајнер. Секогаш се завршувало на крај со понуда да работам јас кај нив како вработен дизајнер за плата, нели? Ако сакаат они дизајн, они можат да си го најдат тоа на интернет, нема потреба да инвестираат дополнителни средства во дизајн. Тука, значи, во врска со работа некако со домашни компании, ги презентирам еден проект што требаше да го правам за британската верзија на познатото музичко шоу The Voice. Значи, продуцентите од BBC ми сконтактираа да дизајнирам специјално пијано за ова шоу. Се работеше за отварање на сезона на шоуто, каде што требаше да настапат музичките звезди што се во жири комисија на шоуто. Се работеше за 3 музички звезди, Will.i.am, Кайли Миног и Том Джонс требаше да настапат со ова пијано. Меѓутоа, бидејќи се работи за
телевизиски продуценти, они не можат да се вклучат во процесот на продукција на сценските елементи и ме замолија, нели, ми се допадна концептот што го направив и ме замолија јас да најдам производител за ова пијано. Сега верувајте ми дека немаше врата или голем производител во Македонија кај што не тропнав и жалосно е што никој од големиве компании не најдоа нели ни време, ни малку простор, бар на 5 минути да поразговараат со мене. И значи тој беше мачен процес на барање на производител овде кај нас. На крај успеав да дојдам во контакт со еден мал производител, се работи за мала компанија, се вика Дамито. Човекот што ја работи компанијата се вика Сергеј, се нафати искрено човекот да се вклучи во овој процес. Дури направи мал модел, мала макета од самото пијано со цел да го увиди целиот процес на производство и за да ги пресмета трошоците на самото производство. Значи, пак ќе кажам, голема благодарност до него, меѓутоа на крај излезе, бидејќи се работи за мал производител, периодот за да може да го изработи ова пијано беше повеќе од, значи он како што ми кажа, минимум 3 месеци. Меѓутоа за потребите на шоуто требаше ова пијано да биде готово за помалку од 2 месеци, така некако не се погодивме со роковите и за жал никогаш не се случи оваа соработка. Сега му ќе позволувам за една официјална соработка што ја има, за разлика од македонските компании. Морам да спомнам дека особено со компании од Италија и од Франција, значи они гледаат многу голем предизвик да работат со дизајнери и они од старт сметаат дека доколку нивниот производ е врзан со дизајнер, со дизајнерско име, секогаш има дополнителна вредност тој производ. Од тука дојде до една соработка со италијанска компанија, која што е од модна индустрија, компанијата се викаше What's More Alive Than You, и они работеа со некакви, како да кажам, поавангардни стилски продукти и правеа соработка со повеќе дизајнери насекаде и светот. Они побараа од мене да им дизајнирам колекција на чевли, односно типара чевли и една женска плик-ташна. Се беше супер во врска со соработката, значи они беа задоволни од концептите, подпишавме договор за соработка официјален, концептите влегоа, значи во производство, низ целиот процес на производство се консултираа со мене. Нели и ова беше за мене како дизајнер еден вид на остварување на мојот сон, се до едно утро кога добив мејл и дознав дека компанијата значи банкротирала, морала фабриката да се затвори и за жал овие продукти никогаш не стигнаа до продавниците, значи не стигнаа до крајните потрошувачи. Се најголема доблест на секој човек е да препознае дека има некаков проблем, дека нешто не оди во самиот процес. Ја
значи го лоциравме од проблем каде е. Најголемиот проблем е во тоа што ја пред се сум дизајнер и совршено го работам или делот во поглед на дизајнот, меѓутоа јас не сум предприемач, не сум бизнис ориентирана личност и значи не познавам многу работи во поглед на правото, значи во поглед на лиценцирање на производи, договори, интелектуална собственост и така натаму. Согледувајќи го овој проблем, значи се одлучив да побарам помош од пријател и влеговме во официјална соработка со Институтот за дизајн и технологии. Значи со нивна помош веќе имаме прва конкретна соработка, се работи за компанија од Париз, се нарекува Acrylic Couture. Нивната специјалност е изработка на продукти од акрилно стакло, значи транспарентни продукти, меѓу другото. Генерално со нив имам иницијален договор за соработка, односно они се одлучија да го произведат хидрапијаното, меѓутоа покрај хидрапијаното има уште еден модел на пијано, кое што е потполно транспарентно и е специјално дизајнирано за нив. Овој концепт се нарекува Falcon, може да го видите овде. Меѓутоа покрај производството на овие две пијана имаме договори за поширока соработка, односно во моментот работам на цела колекција на производи од столчиња, вазни, лампи и така натаму. Овој процес се уште се одвива и ова што може да го видите е само дел од тие продукти што веќе ги имам почнато да ги работам за оваа компанија. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам на вниманието и доколку сакате да го погледнете целото моје портфолио, тоа може да го направите на платформата на Behance, значи behance.net/Тнуковски. Благодарам уште еднаш и сега сакам да го поканам Крсто да ви објасни малце подетално околу нашата соработка и генерално да ви објасни повеќе околу Институтот за дизајн и технологија. Повеќе Крсто. Апостол, ти благодарам. Или Поце, аз можем и Поце, ние така си на пријателска база. Мислам дека ќе заборавим искрено да ракоплескаме со ваквите онлайн настани. Ни фали оној момент на најава помеѓу говорници. Мислам дека го задржавме вниманието уште од самиот старт. Верувам дека многу од вас се инспириравте, некој од вас можеби се знае Надија, кој што ако не го познаваат Апостол и неговиот бренд и она што го работи. А верувам дека ќе многумина од вас и ве испровоцира на некој начин за да сватите дека може од секаде да се гради една успешна приказна, односно во делот особено на градење на еден личен бренд и тој да стане секако интернационално препознат. Ние сме во тоа многу на почеток. Како што кажа и Апостол, започнавме соработка со цел да помогнеме сето она што он го наведе во најголемиот дел од презентацијата, а тоа е оние завлакно моменти или да ги поправиме грешките кои што се случувале. За сите тие изгубени, пропуштени можности, ја верувам дека за се имало причина, така да тука има, ако не друго, ќе ги раскажуваме со години тие приказни. Од тука натаму и со почетот на соработката со Acrylic Couture, мислам дека ќе ни започне една фантастична, супер интернационална приказна.
И затоа всушност, како што кажа и Поце, побара едноставно неговиот дел на предприемништво или она дел кој што треба да се занимава со бизнис, го препушта на луѓе тоа да го направат. Ние работиме со дизајнери постојано, особено со млади таленти, млади лица на нашите академии. И долго време јас лично работам и со стартап заедницата и со стартап бизниси, токму во ова е најголемиот реално условно кажано проблем. Го слушав и првата панел дискусија на глобалната недела за предприемништво, каде што токму тоа беше детектирано дека финанси има и ќе има, во иднина се повеќе, меѓутоа дека најголемиот проблем го лоцираат во делот на маркетинг, продажба, пласман на значи самиот пласман на производите, за да може да го забрзаат процесот на развој. Токму тука го позиционираме ние институтот и гледаме да им помогнеме на сите оние лица, физички лица, индивидуални, значи мислам дали се физички лица, компании и така натаму, кои што сакаат да развијат одреден прототип и исто да го позиционираат и да го пласираат на пазар. За подобро да ве запознам, ќе пуштам јас секако презентација и да разрешиме некои дилеми, затоа што институтот ми е еден новитет, но и цело време го комуницираме или комуницираме и нашата школа за дизајн и уметност, Џолев уметностите, па да направиме нубава дистинкција и што всушност представува самиот институт и каде ни се наоѓа нашата школа. Секако на крајот, со оглед на тоа дека сме добри со тајминг, верувам дека ќе ни остане време, верувам дека имате многу прашања и ќе ми се отворат прашања, верувам и кон нас, меѓутоа и кон Поце, така да ако ни остане време ќе биде супер, ако не ќе ви оставиме контакт информации за да може да ни пишете. Кои сме ние? Институтот за дизајн и технологија е всушност резултат на целото наше искуство во делот на неформално образование изминатите 10 години. Голем дел од нас сме работеле во различни тренинг центри, провайдери. Во 2015 година, всушност од 2012 еден од нашите космолочи партнер започнува обуки во делот на уметност и дизајн, кој специализираме со работата со парање на школата за дизајн и уметност Џолев уметностите. И потоа правиме развој на програми во делот на академии. И постепено како ги развиваме академиите, некако доаѓа и развојот на Скала магазин. Ајде сега ќе рипнам неколку слајда за да видите оваа хронологија, додека ја зборам истата. За во 2015 година нели да ги започнеме да пораснат тие едукативни програми. Во 2020 година да стартуваме Скала магазин како прва и единствена моментално платформа за промоција на млади автори и дизајнери и воопшто на целата дизајн сцена, scala.mk, верувам од вас ја познаваат. И се тоа што ние го правиме требаше да го заокружиме во еден поголем облик, а тоа ни е Институтот за дизајн и технологија, кој што почна да работи во академски програми во делот на едукација и во делот на IT. Во суштина самиот Институт за дизајн и технологија не е тренинг центар, само и воопшто и не работи само во делот на едукација. Всушност Институтот за дизајн и технологија носи 3 столба, би ги нарекле, а тоа е делот на едукација, делот на research and development и делот на проекти. Односно во делот на едукација имаме две. Добро. Во делот на едукација имаме две страни, тоа ни се нели дизајнот и технологиите. Во делот на дизајн е школата за дизајн и уметност. Во делот на технологија развиваме нови програми како што ни е продукт онер, веб дизајн, софтвер тестер и така натаму. Сега она што е интересно, зашто го збориме ова сега и со Апостол, е всушност развојот на проекти и иницијативи. Станува збор за користење, можност за користење на наш простор, наша опрема и наши ресурси, наши луѓе. Тука се сите дизајнери, луѓе од IT индустријата, вработени наши, ментори, па дури студентите кои што реално ги имаме како можност, како ресурс, за да ние помогнеме на надворешни партнери
веќе имаме исклучено договори партнерски со компании или со физички лица, како што ние во случајот со Апостол. И сега, партнерите кои што може да бидат компании, стартап бизниси, организации и така натаму, или физички лица кои што сакаат да развијат одреден прототип и истиот да го позиционираат на пазар. Сега во случајот зборевме за продукт дизајн. Меѓутоа, ние имаме и соработки со наши партнери, еве пример во имплементација на проекти во дел на образование. Имаме партнерска соработка со компанија која што сака да имплементира обновливи градини во училиштата. Тој проект го пилотираме, правиме истражување и секако ние сме со оглед на тоа дека организацијата ни е од Америка, ние сме имплементатори на терен кај нас и помагаме на тој проект. Така да сега ви давам едни паралела со цел да видите дека соработките, односно проектите, иницијативите се во различен домен. Од друга страна, тоа може да биде и буквално иновативно технолошко решение кое што може би има допирни точки. Еве сме во комуникација со компанија во која што прави смарт одела и во делот на модерн дизајн и така натаму. Нашиот институт може да помогне во одредени сегменти. Значи, тоа е во делот на развој, меѓутоа и во делот на пласман. Во делот на пласман се всушност поддршка во делот на маркетинг, продажба и правниот дел и интелектуалната собственост. И проектите всушност се резултат на сето ова, кои што може да бидат интерни или екстерни. Интерни се оние наши проекти од самиот институт, како што за сега ни е Скала магазин, Smart School, кој што ни е проект поддржан од Фондот за иновации, технолошки развој или дигитализација на добар дел од едукативните програми, Скала подкасти кои што треба да стартуваат и така натаму. И збориме за екстерни проекти. Во екстерни проекти ние оваа соработка што ви ја напоменав со училиштата, всушност се работи за Generation Impact организација, Сноковски дизајн и така натаму. Така да имаме тука простор, нели, да ги разгледаме со сите заинтересирани нивните проекти и планови, а се надеваме дека во иднина ќе можеме да аплицираме, односно и тоа ние делот тие соработки, аплицирање на одредени повици, меѓутоа се надеваме дека во иднина ќе може да даваме финансиска поддршка со целиот институт. За сега даваме оној дел на имплементација. И тоа е многу поважно, би рекол, затоа што има многу фондови, има многу организации, акселератори и така натаму кои што даваат финансиската поддршка, но кога ќе дојде фаза на екзекуција на самиот производ, ни се јавува, како што напоменав и претходно, тој еден генерален недостаток на знаење кај луѓето кои што се технички ориентирани или се дизајнери, што е многу логично. 9 години веќе над 30 едукативни програми, ментори и студенти во текот на овие години. Јас само накратко би се осврнал на овие сервиси, односно овие услуги кои што ги даваме, чисто да го знаете тој дел на едукација што имаме. Тоа се обуките, кратките обуки кои што траат од 1 до 3 месеци, 30 плюс часа, хибриден модел, можност за онлайн и за физичко присуство, 100 плюс студенти годишно, нетрадиционални методи на работа, она што е најважно е финален продукт или финален продукт кој што е јавно изложен. Дали преку изложби, филмски проекции и така натаму. И во делот на академии, постечките академии се академија за графички дизајн, визуелни уметности, веб дизајн, интериер и продукт, кој што Апостол е всушност ментор. На таа академија фешн дизајн и оние две нови програми во делот на IT Product Owners и Software Testасови. Повторно имаме хибриден модул 6 до 10 месеци и веќе мислам дека голем дел од вас се запознаени со овој дел на академски програми. Секако работење на реални проекти и така натаму, секако повеќе информации на нашата веб страна idata.m можете да видите дел од нашата атмосфера, која што ја има на часовите, како што ви повторно ќе напоменам, тој нетрадиционален пристап, метод на работа. Сега, доколку би имал време, би ве вклучил директно во живо да видите, во моментов има супер, ја би рекол, забава, супер час, каде што на сите страни се снима, се фотографира и така натаму.
И често пати тоа го коментираме, да имаме буквално на лайв документирање на се она што се работи. Тука некаде ќе превршиме ги дел од завршните изложби, значи како на крајот секако спој со индустријата и она што е најважно, презентација на студентите на она што го работат во различен тип на настани, независно дали станува збор за модна ревија или пак онаа групна завршна изложба. Из овој дел не би навлегло, тука сме да го збориме делот на апостол и би сакал доколку имаме прашање, точно не стануваат 5 минутки да го привршиме овој настан. Па доколку имате прашања, слободно можете да ни пишете. Да ни се јавите тоест во овој случај. Дали имаме некакви прашања? Сега кога што гледам нема ни на Facebook Live, а нема ни тука, меѓутоа слободно ако некој сака да се unmute и да не го пише во чат, може да каже. А доколку не, секако имате контакти од Крсто и од Апостол, па може директно и на нив да им се обратите. Ќе ни биде баш особено драго доколку глобалната недела на претприемништво создаде уште повеќе успешни приказни од ваков нетворкинг помеѓу тие што ги презентираат на настаните и дополнително од вас присутните што ги следите. Ето ти благодарам уште еднаш се заблагодарувам на сите присутни од името на институтот. Поце, мене секогаш ми е инспиративен и секогаш се радувам на се што прави, навистина се надевам дека еве на следната година во склоп на рамките на глобалната недела на претприемништво ќе ги презентираме оние резултати од овој почеток на оваа интернационална работка и градењето на интернационален бренд. И ја накратко да се заблагодарам на сите за вниманието што не следеа денес. Океј, ќе не најдат сите лесно на нашите канали, нели? Ако имаме прашање или било што, стоиме секогаш расположени да одговориме. Благица Симон, уште еднаш фала ви на сите за учеството и убава недела, остатокот неделата на претприемништво. Благодариме многу и на вас. Поздрав. Поздрав. Чао. Чао.